Сега е време да продолжиме со делата на апостолите. Мијатата сабота започнавме од серијата библиски проповеди со Петровата проповед на Педесетница. И минатата и оваа вечер, значи мијатата сабота и оваа сабота вечер, решив овие Петрови проповеди да ги насловам со заеднички наслов првиот клуч. Ке продолжиме можеби следната сабота со истиот наслов, ке видиме. Само да објаснам што значи првиот клуч. Да се подсетиме, Господ на апостол Петар му рекол дека ќе му даде некакви клучеви, како што споменавме и предпладнево на библиската полука. Кај се наоѓа тој текст? Како прво, ајде да го најдеме. Каде би требало да го барате? Во истата глава, каде што Петар ги кажал зборовите, зашто бил пофален. Ти си Христос, синот на живиот Бог. Тоа беше каде? Матеј беше, да. И каде? 16 глава. Матеј 16 глава, да се подсетиме. Ке почнем да читам од 13 стих. И кога дојде Исус во областа на Кесарија Филипова, ги праша учениците своји и рече: што велат луѓето, кој е синот човечки? Ти одговорија: едни дека е Јован Крстител, други дека е Илија, а некој дека е Еремија или дека е еден од пророците. Значи, кај евреите имало различни мислења за тоа, кој бил Исус. Не знам како го толкувале ова. А Илија бил жив на небо, ама Еремија некој од пророците дали како воскреснат и веројатно. И Ирод Антипа верал дека Исус е Јован Крстител, што му е исекол главата, станал од мртвите. Интересно е, евреите, значи, имале некаква представа дека Исус не е обичен човек, според делата што дотогаш ги посведочиле. Мора да е, значи, некој од пророците. Но не биле спремни да прифатат дека е поголеми од пророците, дека е нешто повеќе и повисоко и од ангелите по својата природа, по својата потекло. Но сега Исус прашува, а тој им рече: а вие што мислите, кој сум јас? А сега вие што мислите? Вие учениците. Симон Петар одговори и рече: ти си Христос, синот на живиот Бог. Тогаш Исус му одговори и рече: блажен си ти, Симоне, сине Јонин, зашто тело и крв не ти го открија тоа, туку мојот Отец кој е на небесата. И сега нас не интересира пофалбата и наградата што Петар ја добива за овие негови зборови. А јас тебе ти велам, ти си Петар, и на тој камен ќе ја изградам црквата своја, и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. И 19 стих: и ќе ти ги дадам клучевите од небесното царство. И што ќе сврзеш на земјата, ќе биде сврзано на небесата. А што ќе разврзеш на земјата, ќе биде разврзано и на небесата. Овие зборови многу им се допаѓаат на оние што сакаат власт. Прво прашање, за колку клучеви станува збор? Што мислите? Исус вели клучевите. Употребува множина, значи не е еден клуч. Колку клучеви се опрашање? Дванаесет врати, мислиш на Новиот Ерусалим, цидовите.
Борче вели 2 клуча. Трето мислење постои. Ако ги прашаме католиците кои што многу го сакаат овој стих, што одговор ќе ни дадат? Колку клуча се? 2. Од каде знаеме? Да. Знамето на државата Ватикан, сте го видели, нели? Што има на тоа знаме? Ја има папската тиара и 2 прекрстени клуча. Затоа што папите велат дека тие се наследници на Свети Петар и дека во наследство ги примаат клучевите од него. Тие клучеви на власта, што се тука споменати во 19 стих. Луѓето овие Христови зборови ги толкувале секако, само не како што Христос мислел. Например, најраширено во народот е она суеверно идиотско толкување, според кое Свети Петар ги очекува душите на покојниците во рајот, кога ќе умрат луѓето, односно на врата ги чека и одлучува кого ќе пушти внатре, а кого нема да пушти. Дали на тоа мислел Христос? Не. И верувам дека тоа ни католиците не го веруваат. Тоа е повеќе народно суеверие. Или може би го веруваат. Некогаш барем го верувале. Денес ништо не веруваат. Денес има најмалку вера на земјата. Христос не мислел на тоа. На што мислел Христос? Кога ги споменал 2 клуча, иако тука велиме само клучеви, не знаеме дали се 2 според библискиот текст. Но гледаме дека според знамето на Ватикан христијаните знаеле дека биле 2 клуча, според некоја традиција, може би некои сознанија, може би затоа што во еврејскиот јазик постоела граматичка форма двоина, значи еднина, множина и специјална множина, двоина, за само 2 елемента, за само двајца. Наводно таква двоина постоела и во старословенскиот јазик. Зошто на апостол Петар му биле кажани вакви зборови? Ако биле 2 клуча, што представува првиот, а што представува вториот клуч? Гледаме, Исус вели дека се тоа клучеви на Царството Божие. Така? Што значи тоа? Што значи тоа? 2 клуча. Клучеви на Царството Божие. Како некој влегува во Царството Божие? Кога некој влегува во Царството Божие? Кога ќе умре? На Педесетница апостол Петар го примил Светиот Дух. Не умрел за да може да очекува покојници, да ги дочекува покојниците во рајот. Или кој ги дочекувал пред да умре апостол Петар? Ако отвориме во 15 глава од Дела на апостолите, кога црквата, апостолската црква се собрала на собор во Ерусалим, зел збор меѓу другите и апостол Петар. Дела, 15 глава, 7 стих вели вака. По долго расправање,
а се расправале за истата тема за која што е предмет на проучување на посланието до галатјаните во библиската полука. По долго расправање стана Петар и им рече: луѓе, браќа, вие знаете дека Бог од првите дни ме избра меѓу вас, незнабожците, од мојата уста да го слушнат словото на Евангелието и да поверуваат. Како влегле незнабожците во црквата? Кога влегле? Кој бил првиот незнабожец што се крстил, што поверувал? Тој бил римскиот капетан Корнелиј. 10 глава зборува за тоа. Како Корнелиј поверувал? Од кого го чул Евангелието? Од апостол Петар. Значи, незнабожците влегуваат во црквата преку проповета на апостол Петар. Тогаш првпат се отворила вратата за незнабожците да се спасуваат. За незнабожците да влезат во Царството Божие. Кој клуч бил тој? Првиот или вториот? Кога незнабожците почнаа да влегуваат во Царството Божие и во апостолската црква, кој клуч бил тој? Првиот или вториот? Вториот, точно. А кој бил првиот клуч? Значи, кој прв почнал да им проповеда на евреите? На Педесетница, како што прочитавме минатата сабота, целата Петрова проповед од дела 2 глава, апостол Петар пак е првиот што им проповеда на евреите и видовме илјадници се обратија во тој ден и се крстија и во наредните денови после тоа. Значи, апостол Петар ја отвара вратата за спасение на многу евреи во Христово име и апостол Петар ја отвара вратата, значи, проповеда, сведочи на незнабожците да се крстат, да почнат и тие да влегуваат во Царството Божие. Ете, на тоа мислел Христос. Тоа се клучевите од Царството Божие. Зошто само Петар? Бидејќи со Петар почнало. Петар прв проповедал и ја отворил вратата со тоа, и на евреите, и прв проповедал и ја отворил вратата за незнабожците. Сега ќе продолжиме со дела 3 глава. Значи, после некој време, не знаеме точно колку, во некој друг ден, еден ден се вели тука, Петар и Јован заедно отидоа во храмот во 9 час, часот за молитва. Интересно. Кој час е 9 час? Како? Според еврејското сметење на времето. Тука во фуснота пишува околу 15 часот. Значи толку. Меѓутоа, дали Лука употребувал еврејско или римско сметење на времето? Дали можело да биде 9 час наутро, како што и ние велиме, како што ние почнуваме, 9 часот наутро? Прашање за размислување. Поверојатно е, значи, дека употребувал еврејско сметање на времето, бидејќи тој податок, тој го примил по усмено предание од апостолите, значи од првите христијани пред него. Таму, значи во храмот, се мисли во предворието на храмот, не внатре во светилиштето. Таму имаше еден човек, сакат или хром, уште од раѓање. Него го носеа секој ден и го поставуваа пред портата на храмот, наречена Красна, за да проси милостина од оние што влегуваа во храмот. Тој, кога ги издогледа Петар и Јован, кои сакаа да влезат во храмот, запроси милостина и од нив. Како и секој просијак.
никого нема да испушти. Секој што ги помине, од секој ги побара. А Петар заедно со Јован го впери кон него погледот и му рече: погледни во нас. И тој ги гледаше внимателно, очекувајќи да добие нешто од нив. Но Петар рече: сребро и злато јас немам, а што имам, тоа ти давам. Во името на Исус Христос од Назарет, стани и оди. Што имал Петар и Јован? Имали некаква власт, нели? Која била таа власт? Тоа не била власт да погубуваат души човечки. Власт на папи и кралеви. Власта на Стариот Завет. Службата на смртта, како што ја нарекува апостол Павле. Служењето на буквата. Власта на Новиот Завет била многу поголема и пославна власт. Власт за спасување на души човечки, не за погубување на грешници, туку за спасување на, за исцелување на болни. Оно што Христос го правил додека бил на земјата. Истата власт. Петар и Јован го имале Светиот Дух и со таа власт го вршеле делото кое што им било наложено да го прават. Седмиот стих вели: и само што го фати за десната рака, го исправи. Значи Петар не чекал овој самиот да стане, току го фатил. Не било како оној случајот во Витезда, кога Христос му вели: стани, земи си ја постелата и оди. Туку Петар го фаќа за десната рака, го исправи и нему веднаш му се зацврстнаа стапалата и глуждовите. Па скокна се вели. Се исправи и почна да оди. Како беше овој човек на почетокот опишан? Хром или сакат од раѓање. Значи, овој човек никогаш не одел пред тоа во животот. Никогаш не одел во животот. Прв пат сега проодел. И влезе во храмот заедно со нив, скокајки се, не одејки, скокајки. И фалејки го Бога од радост. И сиот народ го гледаше како оди и како го слави Бога. Луѓето го познаа дека тој беше оној истиот што седеше пред портата на храмот наречена Красна, поради милостина. Че луѓето го знаеле со години овој човек и знаеле дека бил хром или сакат од раѓање и беа полни со восхит и вчудоневиденост за она што се случи. Големо чудо. Понатаму извештајот ни вели: и бидејќи оздравениот сакат човек цврсто се држаше за Петар и Јован, значи не сакаше да го напусти нивното друштво. Кон нив дотрчав чудовиден сиот народ во тремот, наречен Соломонов. Значи во храмот имало еден трем, имало едно предворие, кој што во чест на Соломон бил наречен Соломонов трем. А Петар штом го виде тоа, му рече на народот, и сега почнува втората Петрова проповед, забележена во делата на апостолите после Педесетница. Луѓе израелци, што се чудите на ова и што сте се загледале во нас како со своја сила или побожност да направивме овој да прооди? Бог Авраамов, Исаков и Јаковов, Бог на татковците наши, го прослави својот син Исус, кого вие го предадовте, повторно истата песна, како во првата проповед. Значи, не бил обратен целиот ерусалимски народ, сите жители. Се уште имало други евреи кои што се уште не поверувале. Кого вие го предадовте и од кого се одрековте пред лицето на Пилат, кога тој реши да го пушти.
Но вие се одрековте од светиот и праведниот и побаравте да ви се ослободи човек убиец. Петар не се плаши народните револуционери да ги нарече убийци. Го убивте зачетникот на животот, кого Бог го воскресна од мртвите, затоа сме сите ние сведоци. И поради верата во неговото име, овој кого вие го гледате и познавате, го потврди името негово, а верата во него го исцели и овој човек пред сите вас. Апостол Петар сака да појасни најјасно што може дека ова големо чудо се случило со Христовата сила. Преку силата на Христовото воскресение. Заради Христовите заслуги. Во Петар и во Јован нема никаква посебна сила, освен оноја што Христос им ја дал. А сега, браќа, 17 стих, знам дека вие тоа го направивте од незнаење, како и вашите началници, односно вашите водачи, вашите верски учители. Вашите водачи воопшто. Значи, два пати уште еднаш ги обвини, вие го убивте, го предадовте, се одрековте од него, но целта не е да ги осуди, туку да предизвика кај нив покаяние, исто како на Петдесетница. И затоа вели, знам дека вие тоа го направивте од незнаење, како и вашите водачи. А Бог, она што однапред го навести преку устата на сите пророци своји, односно дека Христос ке пострада, тоа и го исполни. Покајте се пак и обратете се, за да се очистите од гревовите ваши. За да дојдат од Господ времења за освежување и Тој да ви го прати вам предскажаниот Исус Христос, кого небото треба да го прими до она време кога ќе се воспостави се што беше рекол Бог преку устата на сите своји пророци од создавањето на светот. Да се задржиме малку на овие зборови. Апостол Петар ги повикал отворено, откако ги обвинил, но и ги оправдал дека тоа го направиле од незнаење. Ги повикува сега отворено на покаяние. Целта е да се очистат од своите гревови. Само Христовата крв очистува од гревови. Крвта телешка, јагнешка и јарешка, тоа не може да го направи. Понатаму вели, за да дојдат од Господ времења за освежување. Што значи ова? Овој, предходниот 19-тиот и овој 20-тиот стих, беа многу интересни стихови за пионерите на адвентизмот во 19-тиот век. Што значи ова време на освежување? На што се однесува овој збор, овој термин освежување? Освежување од лицето Господово. Откако луѓето ќе се покајат, обратат и очистат од нивните гревови, ќе настапи освежување. Ќе го примат Светиот Дух, точно. Меѓутоа, конкретно, благодарам Данило, конкретно поимот освежување, ако се проучува Стариот Завет, односно старите пророци, што зборуваат на таа тема, се однесува за излевањето на позниот дожд, во последното време, пред Христовото доаѓање. И Петар тоа го споменува. Значи, да ќе дојдат времења на освежување од лицето Господово. Кои се тие времења, кога се тие? И тој да ви го прати вам предскажаниот Исус Христос. Значи, второто Христово доаѓање. Следи после
излевањето на позниот дожд. Како пророштвото на Јоил. Во првата проповед од втората глава на 50-ница, Петар се повика на Јоиловото пророштво, се сеќаваме. Меѓутоа, Јоиловото пророштво дека Господ ќе го излее својот дух врз својот народ, врз младичи, врз девојки, на секое тело, вели, и ќе пророкуваат. За кое време се однесува? Се однесува за последното време. Тогаш и кога сонцето ќе помрачи, месечината нема да ја дава својата светлина, ќе се претвори во крв и така натаму. Во контекст на последното време се кажани тие зборови. Тие зборови се однесуваат на излевањето на позниот дожд. И веднаш после тоа второто Христово доаѓање. Меѓутоа Петар го зборува тоа, како и во првата проповед на 50-ница, како да тие последни денови се тогаш и имал право така да зборува. Ако е целиот еврејски народ се обрател и ја прифател апостолската проповед и сведоштво, и го прифател Христа, тогаш и ќе настапеа последните денови. Но за жал тоа не се случило. И историјата требаше да продолжи за, скоро цели 2000 години после тоа. Дваесет и првиот стих, да го повторим уште еднаш, кого небото треба да го прими до она време, значи Христос ќе остане на небо после своето вознесение, се до некое време, кога ќе се воспостави се што беше рекол Бог преку устата на сите своји пророци од создавањето на светот. Значи Христос повеќе од сигурно ќе дојде. Христос е жив, постои и посредува за нас во небесниот храм, во небесното светилиште. До некое време ќе биде таму. После тоа време ќе дојде. Ќе биде испратен, како што рече во претходниот стих. 22. Мојсей им беше рекол на татковците, Господ Бог ваш од браќата ваши ќе ви издигне пророк како мене. Не го послушајте го за се што ќе ви рече. Ова се познати зборови, што се наоѓаат во Мојсеевиот закон. 18 глава, 18 стих. Дваесет стих. И секој што не ќе го послуша тој пророк, ќе биде истребен од народ. Така рекол Мојсей. За кој пророк станува збор? Имало многу пророци после Мојсей. Меѓутоа Мојсей зборува за еден конкретен пророк. Зошто наречен пророк? 24 стих вели: а сите пророци што пророкува од Самуил, па и оние по нив, го навестува исто така и ова време. Вие сте синови на пророците и на заветот што Бог го беше направил со вашите предци, велејќи му на Авраам: и во потомството твое ќе бидат благословени сите народи на земјата. Бог, откако го воздигна својот слуга, најнапред вам ви го прати за да ве благослови, да секој од вас да се одврати од својата злоба. Дали тука заврши Петровата проповед? Додека Петр ги кажувал овие зборови, неговата проповед била прекината. Не била завршена. Четвртата глава всушност ни кажува што се случило. Вели: и уште додека тие, значи и Петар и Јован, му зборуваа на народот, пристапија кон нив свештениците, старешината на храмот и садукеите пристапиле дури. Садукеите, тоа беа оние познати неверници,
кои што не верувале ниту во воскресение, ниту во постоење на ангели и духови. А сепак, свештенството во Израел потекнувало од садукеите. Оние што биле во тоа време свештеници и првосвештеници биле садукеи. Интересно. Значи, овие старешини и свештеници ја прекинале Петровата проповед. Во храм, бидејќи се одржувала каде? Во храмот се одржувала. Во предворието на храмот, во Соломоновиот рем се одржувала оваа проповед. Не беше на улица како првата Петрова проповед на Педесетница, туку во храмот. Значи беше на нивен терен, на теренот на свештениците и садукеите. И тие ја искористија својата власт да ја прекинат проповедта. Зошто ја прекина? Вториот стих вели огорчени што тие го поучуваат народот и навестуваат воскресение на мртвите во името на Исус Христос. Огорчени. И кренаа раце на нив. И ги ставија под стража. Значи, ги притворија апостолите за доброто дело што го направија, што исцелија човек сакат од раѓање. И сведочеа за Христовата сила, која што единствено можела тоа да го направи. И ги чуваа под стража до утрината, зашто се беше веќе завечерило. Цела ноќ останале Петар и Јован во притвор, во храмот. А мнозина од оние што го слушаа словото поверуваа. Бројот на тие луѓе беше околу 5000. Колку беше на Педесетница? 3000. Втората Петрова проповед забележена во Дела на апостолите 5000. Тоа се делата на Светиот Дух. Знаете, оваа книга доктор Лука не ја насловил Дела на апостолите, туку само Дела. Подоцна било додадено на апостолите. Како што било додадено на откровението, било додадено откровение на Јован Богослов. Самиот Јован пишува откровение на Исуса Христа, не си го припишува на себе си. Но што да правиме? Луѓето сакаат да веруваат во луѓе, луѓето сакаат да се надеваат во луѓе. И денес, за жал, имаме повеќе луѓе кои што се молат на апостолите, се молат на Дева Марија, се молат на сите добри луѓе што се споменуваат во Библијата и на некои подоцнежни светители, само на живиот Бог не се молат. Или се плашат да се помолат директно на Исуса Христа. А Исус рече, се што ќе побарате од Отецот во моје име, че на Отецот треба да му се молиме директно. Апостол Павле повикува во евреите да пристапиме слободно, без страф, кон престолот на милоста. Значи, слободно да влеземе во светињата на светињите со вера. Не физички не можеме да влеземе таму сега. Слободно да пристапиме пред престолот. Се што ќе побараме од Отецот во Христово име ќе ни се даде, вели. Не ни требаат посредници. Освен еден. Освен Исуса Христа. 5000. Што се случило понатаму? Петиот стих ни кажува што се случило утредента. Утредента се собраа во Ерусалим нивните началници, старешините, книжниците, значи, тоа се политичките водачи, началници на тоа се мисли, политичките водачи, старешините, се мисли на старешините во храмот, значи, верските водачи, и книжниците, теолозите, законниците, дипломите. Кој друг?
првосвещеникот Ана, дедо му на Кајафа, самиот Кајафа, Јован и Александар, сите овие биле првосвещеници. Актуелен бил Кајафа, меѓутоа овие други биле живи се уште, и тие биле членови на Синедрионот. И сите што му припаѓаа на родот првосвещенички, што би рекле денес се собраа сите живи владици. Многу интересно друштво. И политичките, и верските водачи, и закониците, теолозите, односно книжниците, и сите живи првосвещеници, со се актуелниот Кајаф. Откако ги поставија во средината, ги прашаа, значи Петра и Јована, апостолите, со каква мок и во чие име го направивте ова? Не можеа да порекнат дека навистина бил исцелен човек сакат од раѓање. Тоа било факт. Со каква мок, каде барале сите овие водачи, каде барале објаснување за тоа чудо? Со каква мок и во чие име го направивте ова? Тогаш Петар, исполнет со Дух Свети, им рече: началници народни и старешени израелски, ако денес не испитувате за доброто дело што му го направивме на болниот човек, за да кажеме како е тој излекуван, тогаш нека ви биде познато на сите вас и на сиот народ израелски, дека овој стои здрав пред вас во името на Исус Христос од Назарет, кого вие го расправте. Повторно обвинение. Сега и водачите ги обвинува. Па да, од нив почна. Тие се вистинските виновници. Народот само се поведува како овци по своите водачи. Кого вие го расправте, кого Бог го воскресна од мртвите. Тој е оној камен што од вас зидарите беше отфрлен. Сега го цитира псалмот, нели? Кој стана камен темелник и во никој друг нема спасение, зашто под небото нема друго име дадено на луѓето преку кое би можеле да се спасиме. Интересно е, 13 стих ни кажува каква реакција, како ги примиле водачите израелски овие Петрови зборови. А кога ја видоа смелоста на Петар и Јован и дознаа дека тоа се неуки и прости луѓе, че беа рибари, нели? Неуки и прости луѓе. Тие само се восхитуваа, сватија дека и тие беа со Исус. Но гледајќи го излечениот човек како стои со нив, тие немаа што да им возвратат. Затоа им заповедаа да излезат надвор од Синедрионот, па почнаа да се советуваат и да се прашуваат еден со друг, велејки, што да правиме со овие луѓе. Зашто и големото чудо што се случи преку нив, познато е име на сите што живеат во Ерусалим, и ние не можеме тоа да го одречеме. Што да правиме? Мораме да превземеме нешто. Што да правиме? Ке продолжиме следната сабота. Што одлучиле и што направиле? Наспроти фактите. Наспроти вистината.